Хеликоптери против пожарни возила, возила зитна помош, полиција и сите доктори на работа. Бројот на жртвите ќе беше далеку поголем, доколку вечерта и во текот на кобната ноќ овие служби не реагираа активно, брзо и со сите капацитети што им беа на располагање. Вака против пожарната, полицијата, Центарот за управување со кризи, лекарите, болниците реагираа во првиот клучен момент за да се спасат што повеќе млади животи и да ги извлечат од пожарот во Кочанската дискотека. Со оглед на можностите, капацитетите и ресурсите на институциите, вработените брзо и самоиницијативно се мобилизираа и дадоа се од себе за да ги спасат загрозените. Директорот на Институтот за меѓународни стратешки и безбедносни студии Раби Седрак били дека со оглед на ресурсите, екипите за зитна интервенција брзо реагирале и пружиле помош на повредените. Во овој случај реагирале, да кажеме, спонтано, активно, брзо и ова е најбитното според можностите они што ги имат. Значи, според сегашната состојба на институциите и на дали спремноста и опремата што ги имат, они најбрзо реагирале. Сабота спрема недела, 3 часот после полноќ, на 112 во Центарот за управување со кризи се јавила една мајка на девојче која е било на журката и пријавила дека гори дискотеката во Кочани. По неколку секунди се изгубил контактот, а мајката во паника го информира Центарот за управување со кризи. Почнува координацијата. За кратко, пред дискотеката пристигнала полициска интервенција и екипи на брза помош од источниот дел на Македонија. Во неделата наутро, речиси сите доктори и медицински сестри од клиниките во Штип и Кочани се само мобилизирале. Во Скопје, клиниките ги отворија вратите и беа спремни за повредените, кои од Штип и Кочани се транспортираа до главниот град. Некаде околу 6 часот со хеликоптер почна транспортот на повредените до градската општа болница 8 септември. Медицинарите самоиницијативно се кренаа на нозе и дојдоа да пружат помош. Лекарите и сестрите од скопските клиники се јавиле веднаш на работа, откако јавноста дозна за најголемата трагедија што и се има случено на Македонија. Сите кои што се во можност и сите кои што можеа, бидејќи многу од нив не чекаа да бидат мобилизирани, значи сите на свој начин кои што не беа денеска на работа дојдоа да им помогнат на сестрите. Во борбата со чадот и пламените јазици, животот го загуби и полицаецот кој во патролната контрола влегол во дискотеката 15 на минути пред да се вивне пламенот. Во извлекувањето на повредените и жртвите повредени се и тројца пожарникари. За сега, докторите и сестрите на уморна работа ти даваат се од себе во лекувањето на повредените. Според информациите на надлежните, тие за сега неколку дена неуморно го издржуваат темпото и соработуваат со колегите кои што дојдоа од Чешка, Израел и Белгија. Спремни беа и тимовите на Црвен крст, кои заедно со брзата помош веднаш беа распоредени по клиниките и пружија поддршка на семејствата на повредените и загинатите.